Денешниот ден е почеток на припремниот период за фудбалскиот клуб Тиквеш 1930. Стартот денес го означуваме. Екипата претрпе мали промени. Си замина играчите Шиков, директорот на клубот, си замина Ристи Илиевски, кој што се врати во Пелистер, си замина Андреј Лазаров, кој што го повлече Работнички, и Лука Трајковски, кој што отиде во Борец. Ние како клуб амбициите ги задржуваме, целта ни е сега задржување на второто место, иако има шанси да се нападне и првото. Но поради бодовната разлика која што се направи, ние како клуб се насочуваме кон баражот, се спремаме за баражот, но ќе играме до последно. Клубот ангажираше и нови засилувања. Од Росуман го вративме Антонио Јанев, младиот и перспективен играч, голманот Анđелков, но затоа зедовме двајца прволигашки играчи кои што ќе го подигнат нивото на клубот. Тоа се Петар Јамчевски од Гостивар и Христијан Костовски од Силекс. Двајца квалитетни играчи кои што ќе го кренат нивото на клубот и со нив екипата ќе биде многу посилна во остварување на нашата цел. Тука го донесовме и Стефан Костовски од Росуман, млад перспективен играч, кој што треба да се докажува до прва, да се избори место и да го даде својот максимум. Со новиот тренер Пане Блажевски, екипата ќе се припрема во Кавадарци, ќе одиграме 5 контролни меча и на 27 февруар стартуваме со новата сезона. Првиот напад ќе го играме со Росуман, каде што дадоа зелено светло да се игра на нашиот стадион. Чекаме Фудбалската федерација да ни дозволи. Може, ќе донесеме уште еден квалитетен играч, преговараме. Чекаме да видиме со Мишов како ќе биде ситуацијата. Ако остане во клубот, уште посилно ќе биде. Ако не, ќе бараме алтернатива за шпиц играч во екипата. Да Славко, ајде ги демонтираме чаршиските муавети, причините зошто Шиков се замина од клубот. Нема. Па одлучи управата и градоначалникот на град Кавадарци одлучија дека Шиков виче и во залез на кариерата, не може има повреди, почесто е повреден и затоа одлучивме да не се наслониме на него, да му дадеме шанса на Тоше Делов, на Наумчевски, на Цоле Петковски, на помладите играчи. Состојбата со стадионот? Фирмата која што го правеше терен ни одобри од 27 февруар од прво коло кога се игра овој пролетен дел да може да играме. Чекаме комисијата на Фудбалска федерација да дојде да го одобри и ќе играме на овој стадион. Бидејќи травнатиот терен е готов. Јас како искусен тренер и повеќе екипи што сум водел, Тиквеш исто една екипи кои има традиција и клубска историја, каде што у последно време има амбиции да влезе во таа прва лига. Више 4-5 години се бори за таа прва лига. Оваа година гледам дека ова што јас моментално се наоѓа Тиквеш на втора позиција со разлика 7 бода од Брегалница, што нормално дека имаме и друга опција каде што може преку баражот, ако се задржи тоа второ место, да преку баражот со пролигаш да се проба да Тиквеш успее во првата лига македонска. Доаѓањето во Тиквеш сигурно го разгледа ростерот, колку се задоволен од квалитетот на играчите? Добро, јас од прилика овие играчи до некаде ги знам сите во клубот. Тоа што моментално е во клубот, сите играчи се дојдени пред мене,
Сега моментално само имаме две нови појачувања, ова што знам, Петар Начевски и млади играчи вратени од Росомон кои се млади перспективни. И евентуално после неколку дена тренинзи или да видам некоја моја филозофија, евентуално да се појачаме со некои појачувања ако видам јас на кои позиции ќе ни треба. Имаш ли нешто на ум, нека конкретен фудбалер или? Па имам, во моментот не можам ништо да кажам, знам дека стално треба во било која екипа, ако имаш амбиции, нормално сега Тиквеш има сепак некои амбиции, пошто секако мислам дека и преку баражот morаме да бидеме спремни, појачани и тоа што треба на тие позиции да се појачаме сварно тоа што одговара. И сега како Пане Блажевски има ли тикве шанси, ако ништо друго, ајде ќе речеме разликата 7 бодов со Брегалница е голема, има ли шанс да ги задржи тоа второ место или ги бараш? Па види, јас се надевам дека со овој квалитет и таа оваа поставеност на Тиквеш, кој што има амбиции нормално заедно со сите структури во клубот, мислам дека Тиквеш не треба да размислува за второто место, мислам треба, али мора да го задржи, не треба да се опуштиме, али сепак гледам шанса преку бараж. Последно прашање, колку според тебе фактот што конечно Тиквеш ќе заигра на свој стадион ќе биде позитивно и за клубот и за фудбалерите? Па тоа е, мислам дека голема една позитивност голема за Тиквеш, пошто Тиквеш знаеме дека градот и има навијачи кои го сакаат фудбалот и уште во времето кога беше Тиквеш во сите ја изминати години, Кавадарци имал стално публицитет за добри надпревари и добра публика. Дојде од Велешки Борец. Да. Има ли некој фудбалер од Борец кој што можеме да го повлечеме во Тиквеш, па да речеме ета да... Па добро, јас познавајќи ја мојата филозофија имаше некои комбинации да јас од Борец што беа во Борец, па и беа во другите клубови, сага да ангажирам 2-3 играчи, али тие моментално не се слободни и не успеавме да ги ангажирам. Симе Христов? На некој начин го знаеш многу Симе добро. Христов е еден искусен играч кој што подолго време игра во македонскиот фудбал, па беше, знам дека и надвор има една интернационална кариера. Беше кај мене во Борец и со Борец успеа да влезе во прва лига. И мислам дека е добар и квалитетен играч. Прашањето ми беше дали врз основа на искуството на Христов и неговите квалитети ќе се гради твојата концепција на... Па не, јас прво да ви кажам, не можам да кажам ништо док не почнам да работам и да ги видам сите играчи од моја гледна точка, али јас градам еден концепт кој сакам да биде комплетно тимски да се игра. Нормално дека во секој клуб има индивидуални играчи кои што може да го решат мечот, па може сега вие во тој смисол го ставате Симе каде што може да реши да направи разлика во оваа лига. Председникот најави 5 контролни средби до стартот на пролетниот дел. Па да, више ти ги бираше ти да. или... Па добро, јас ги бирав и више може да ви кажам дека се договорени 4 или 5 и направено концептот и структурата за овој припремен период од 11 јануар до 20 февруар до генералката. Првиот надпревар е закажан со Белацица на 21 во Неготино, јануар. Вториот надпревар е закажан на 30 со Јака Радовиш, Плачковица. Третиот надпревар е со Работнички 6 февруар. И четвртиот надпревар е 20 генералката ќе бараме противник евентуално кој е слободен. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.